Добива нов председател на местото на Татјана Димитровска, која поднесе оставка откако беше обвинета во случајот Адитив за одавање службена тајна и компјутерски фалсификат. Комисијата за селекција на кандидати за председател на Државната комисија за спречување на корупција ДКСК, што ја формираше Собраниската комисија за прашање и избори именувања, вчера соопшти дека кандидатот Адем Чучуљ од Скопје, дипломиран правник и актуелен генерален секретар на ДКСК, го оценила како најуспешен во постапката за избор. Во тек денеска во собранието се активности по повод изборот, а секако многу повеќе детали ќе допиеме од колегата Даниел Василев, кој се наоѓа во собранието. Даниел, што можеме да им пренесеме на гледачите, секако особено што веќе стартуваше работата на комисијата? Добар ден, Маријан. Стартуваше и заврши, би кажал, со оглед на тоа што веќе комисијата за избор и именување одлучи дека Адем Чучуљ, актуелниот генерален секретар на Државната комисија за спречување на корупцијата, е и официјален кандидат за председател на антикорупцијската комисија. Тоа беше практично и кандидатот кој што доби највисока оценка од комисијата за селекција со 96,5 од вкупно 100 поени. Денеска на комисијата беше само потврдено дека тој ќе биде кандидат за председател на антикорупцијска. Очекувањата се дека некаде на почетокот на декември во првата недела овој предлог ќе се најде и на пленарна седница, па пратениците се очекува да го изгласаат Чучуљ за наследник на Татјана Димитровска, која што си поднесе оставка откако беше обвинета во случајот Адитив. Чучуљ е инаку актуелен генерален секретар на антикорупцијска, 19 години работи таму, како што кажа на интервјуата кои што беа спроведувани тука во собранието, велат дека тоа е институционалната меморија на Државната комисија за спречување на корупцијата. Тој рече дека ќе се залага за унапредување на софтверските решенија кои што ги користи самата антикорупцијска комисија и заживување на регистарот на именувани и избрани лица, бидејќи, како што смета тој, не сите институции навремено ги ажурираат овие податоци и практично државата нема увид за тоа кои точно се избрани и именувани лица во државата. Чучуљ, како што кажав, доаѓа како замена за Татјана Димитровска, која што е обвинета во случајот Адитив и таа практично ќе треба да одговара за 2 кривични дела, односно за оддавање на службена тајна и за компјутерски фалсификат. Таа се товари дека на еден од обвинетите во Адитив му давала информации за предмет кој за него се водел во Државната комисија за спречување на корупцијата и за компјутерски фалсификат со оглед на тоа што наместо неа друго лице вработено во Државниот завод за ревизија го полагал електронскиот испит за државна тајна. Маријан, ова се сите информации во овој момент. Сите повеќе детали ги најавувам за во следното информативно издание. Секако веќе добро слушнавте дека и предложен е кандидатот Чучуљ, кој ќе треба да биде потврден и секако избран на пленарна седница во собранието.